утро, колешки, токму така, денеска во првото вклучување на лице место ќе говориме за велосипедската инфраструктура во Скопје, односно ќе кажеме нешто подетално за необележаните велосипедски патеки, за несоодветно обележаните велосипедски патеки, за отпадот кој се наоѓа на истите, но исто така и за самите паркирани коли, автомобили кои што се токму на тој простор и таа површина каде што би требало да се движат велосипедистите. Но повеќе за сите услови кои што се нудат за велосипедистите во Скопје, ово утро слушаме од мојот денешен гостин Горан Богоевски. Добро утро и добре дојдовте во утринската. Добро утро. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Според вас, како изгледа самата велосипедска инфраструктура во главниот град? Па Скопје е идеален град за инфраструктура, за велосипедска инфраструктура, пошто е подножјето само што се наѓа градот е рамничарски, значи од Царе до автокоманда на излез е рамно и да се користи велосипед за секаква намена е идеално Скопје. Само што проблем е нормално, нели, и темата на самиот разговор се велосипедските патеки, нивното одржување и нови изградби на нови велосипедски патеки и поврзување на самата инфраструктура веќе постоечка со останатите. Со какви предизвици се соочуваат велосипедистите, односно еден велосипедист кога сака да пристигне од една точка до друга точка со превозно средство велосипед, со какви се предизвици се соочува? Па најголеми предизвици што се соочуваме се високите рамници, например, што не се решени на постоечките велосипедски патеки, лошото е, нели, ајде да кажеме и други учесници во сообраќајот и пешаците, електричните тротинети и автомобилите кои се паркирани, но на место каде што велосипедската патека физички не е одвоена од самата улица, значи секогаш наоѓаме на судир со автомобил кој веќе се качени горе или пешаци кои се движат по самата велосипедска патека. Тие се најголемите проблеми и на места каде што некои патеки веќе се со текот на времето оштетени, не се санирани, постојат, нели, дупки, фалат коцки или не знам други препреки што постојат на самата патека. Според вас има ли некои велосипедски патеки кои што се во најлоша состојба? Може ли да издвоиме такви? Па има, по улици са не ги памтам сите, ама еве во близина Лондонска преска ја спомнавме, во близината на пазарчето Автаридже, кај што варираат две-три училишта, значи Нова, Кемал и Коменски, сам се тука. Направена е велосипедска патека од двете страни, обележена, значи и оградена е со колчињама и покрај таблите на, баш ја приметив на некој 20 метра, дека е строго забрането таму паркирање и задржување. Граѓаните што возат автомобили буквално си ги користат како паркинзи, значи тоа растојание меѓу колчињата се ставаат и си го користат како паркинг. Надлежните институции до сега не сум приметил да реагира, да дојде пајак служба да го реши тоа. Затоа пак ќе спомнам, значи постојат видливо знаци за забрането паркирање и задржување и пак ќе спомнам, постојат 3 училишта и студентски дом Гоце Делчев каде што најмладата, значи да речеме популација која сака да користи велосипеди, имаме и сознание, мислам и од наставници, професори што работат во тие училишта, самите деца и училишта кои обезбедели паркинг и соодветни места да ги чуваат велосипедите не може да дојдат на училиште пошто не се чувствуваат толку безбедно. Партизанска, да кажеме, е до некаде физички одвоена, како што спомна велосипедската патека, ама другите помали улици, кај што веќе некој направил напор да се обезбеди некоја велосипедска патека, таа не се почитува. Исто веќе ќе земе и велосипедската патека што иде од Влада према Водњанска, некаде во близината на Соборен храм, исто дали од кафичите што се во близина или некои други институции или не знам сендвичари, истиот начин, значи корисниците на автомобили ги користат буквално како паркинг, не постојат институции што, не знам, комунална полиција и сообраќајна полиција да ги решат да санкционираат такви прекршоци за да можат да се користат безбедно. Сепак, пошто еве ја, ајде ние сме повозрастни, ќе се наоѓаме, али другата категорија поранлива, да речеме децата, постарите луѓе, женската популација имат баш проблеми со тоа. Треба скроз да се изложиме, да излеземе, да возиме во средната лента и да го загрозиме нашиот живот и нели животот и на другите учесници или сообраќајот да го загрозиме. Дали сметате дека велосипедот се користи се повеќе од Скопјани како превозно средство или пак не се користи и токму тоа е причината, небезбедноста? Па не се користи, пошто ајде се работи на физичко, буквално мора да се оддели велосипедската патека со колчиња
како што кажав, Скопје е идеално за да постои велоструктура, преку разни иницијативи, нели, и проекти и програми што ги работиме ние и сите други здруженија во Скопје, а и во другите гради во Македонија, свеста кај луѓето за користење на велосипед како превозно средство од година расте. Да не збориме и од економски причини, значи е најисплатливо, здравствени причини за рекреација, за да се движиш, да немаш стресови, нервози, сабаље кога се гужвите по Скопје со кола. И сега еве и растат како растат температурите, се стоплува, скопјани ги вадат велосипедите, купуваат нови преку нели субвенции, се стимулираат граѓаните да користат велосипед. Идеално е, само што треба да се работи на таа што е постоечка, да има нели да биде и обележана, да се поправа, да се инвестира во нови, да има едукација од најмала возраст, на пример дали гледачите знаат дека црвените линии на раскрсниците означуваат велосипедска патека. Значи таму можеме ние да го користиме. Самите луѓе пешаци си стојат, одат или не ја сечат како се вика таа патека. Нема, треба дебати, треба вакви емисии, треба да се разговара, да се збори, да се работи секогаш, нели. Али интерес, како што спомнавме, секогаш има и ќе има, пошто Скопје е идеален град. Може ли да кажеме генерално, која населба во Скопје има најдобри услови за велосипедистите, која населба има најлошите, може да напоменеме нешто и за Кеот? Па по населби не, него по општини, да речеме Карпош и Центар се идеални и се решени, али најголем проблем може да се соочат жителите, по општини ако е Ѓорче Петров, има лоша инфраструктура, Гази Баба, Бутел Натака, кисела вода, да не спомнем и да сакаме да дојдеме. Сите тие таму што живеат се сочуваат, а и ние во Скопје, значи требаше подолго време да се работи, дека на сама велосипедска патека не се става бандера, на сред велосипедска патека не се става билборд или не се става канта за ѓубре за све. Најголем проблем е автобуските станици кај што не се обележани доволно велосипедските патеки, не можеме да ги избегнеме и се сочуваме нели со група на луѓе кои го чекаат автобусот нормално тука. Можам тие Центар и Карпош како општина да ги пофалам, а најмногу се завземаат, например, и самите градоначалници за тие општини да постои таа велоструктура, ама кога доаѓа на пуштање или градење на нова сообраќајница, на нова улица, многу малку се внимава и се оддава место и простор за велосипедска патека. Све е наменето и се гледа да оди во корист на автомобилите. Значи, се прават пак улици со 3 ленти, да се вози нели побрзо, да се загрозува човечкиот живот, нели, а место да се намали таа улица и да се направи и велосипедска патека и пешачка, кај нас малце на таа инфраструктура на ново веќе изградените, не се булевари, него улици, сообраќајници, не се внимава и не се посветува доволно време да се вмрежнат тие нели велосипедски патеки. На некој начин целиот разговор беше апел до надлежните институциите. Навистина кажавме корисни информации кои што верувам дека ќе бидат во прилог. Ви благодарам многу за одвоеното време. Молам, фала и на вас. Овие информации беа корисни, се разбира, не само за велосипедистите, туку за сите оние кои што не гледаат утринава, а говоревме за лошата инфраструктура, велосипедска инфраструктура во главниот град. Ние се гледаме повторно во 9 часот и акцентот во второто вклучување на лице место ќе го ставиме на утрешниот ден, односно Меѓународниот ден на жената.